некако на нервоза, треба да речем благодарам тала. Господине Џафери, ви благодарам за можноста процедурално да се обратам. Би сакал да информирам јавноста дека утринава во 1 часот и 39 минути на нашите имейл адреси, тие што бевме будни, веројатно помладите бевме будни, повозрастните не беа будни, на нашите имейл адреси добивме предлог за избор на заменици министри. 17, 18, 15, не знам и колку се, материјал кој што е обемен, во секој случај заради тоа што има предлози со биографии, но е кршење на сите правила, прво на член 68, став 1, кој што вели дека решението за свикување на седница на собранието со предлог на дневниот ред и материјалите по прашањата што им се предлагаат за дневен ред за седница на пратениците им се доставуваат најмалку 10 работни дена пред денот определен за одржување на седница. Господинот Талат Џафери го прекрши овој став од членот 68 при изборот на влада со некакво образложение дека тоа сето е итно и дека се чекало. Но во конкретниот случај, со изборот на заменици министри, на вистина ништо драстично не може да се промени или да не се промени, а ние имаме за прв пат пракса од денеска за денеска да бираме заменици министри, кои што во одредена ситуација и ќе заменуваат членови на влада и ќе имаат право на глас и така натака, а замислете, ако е добиен материјалот во 1:40 утринава, има пратеници кои што се тргнати на пат кон собрание во Скопје во 7, во 8 утринава, досега никој не стигнал да го прочита овој материјал. Значи, прво е прекршување на деловникот, второ е прекршување на парламентарната пракса. Не знам која е причината, дали има нешто да се скрие, дали има некој од замениците за кој што не треба да се дознае нешто пред да биде избран, дали има било каков проблем. Но ова е спротивно на сето она што досега и господинот Џафери и господинот Заев го говореа каква улога треба да има собранието. Собранието на овој начин на вистина ќе има улога на гласачка машина. Јас гарантирам дека ни 10% од пратениците, било од опозицијата, било од владеачкото мнозинство, ги немаат прочитано биографиите на замениците министри и нема да можат да стигнат да ги прочитаат. Дополнително, во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори, цели 2 страни се посветени како собранието на Република Македонија ќе било силно кога се СВС ќе било тука, како немало да биде гласачка машина, како ќе имало одговорност од владата, како ќе било транспарентно, како ќе немало скратени и итни постапки за донесување. Сето тоа ќе било низ дискусија со граѓаните и така натака. А и првиот пат кога се бираше влада беше вака, но тогаш бар имаше една ноќ да преноќи. Сега апсолутно нема ноќ. Затоа свикувањето на ваков начин, јас верувам дека и господинот Џафери имаше и во некои медиуми му се вртеле звезди кога морал ова да го направи ноќеска, бил нервозен низ собранието, така пишуваше во медиумите. Затоа барам господинот Џафери врз основа на член 68 став 1. Благодарам. Два пати да завршам мислата, 2 пати да размисли, заради тоа што ако накриво се насади, накриво ќе тера. Барам оваа точка самиот да ја повлечете од дневен ред или било како, да не биде дел од оваа седница. Благодарам.